Добро е, денеска со кандидатите за пратеници од Струмичкиот регион сум јас во мојот Струмички регион. Во дневната агенда, секако поручек сме веќе во источниот дел на Македонија, проби Штип и Штип, но секогаш дома е најдобро, поддршката е најголема. Имавме можност да поминеме неколку населени места, поминавме во Смоларе, поминавме во Самуилово, еве сме во Ново село, продолжуваме во Секирник, во Турново, во Моноспитово, во Босилово. Она што го гледаме и во овој мој Струмички крај е заминати млади луѓе, сиромаштија хара, разочарани земјоделци, а го имаме навистина најработливиот крај во Македонија. Овде земјоделието знаело да храни пола Југославија. Навистина овие работници луѓе барат само фер шанса за достоинствен живот со доволно пари кои што ќе бидат платени од нивната пот, од нивната заработувачка. Тоа што го испративме како порака до сите е дека доаѓа живот во Македонија. Доаѓа живот за сите, и за земјоделците, и за работниците, и за младите, но и за пензионерите, и за сите во ова наша земја. Во земјоделството, кое што е најзначајна гранка, од која што живеат најголем број граѓани на овој наш Струмички регион, знаат дека најважната работа од новата власт ќе биде пласманот на земјоделското производство, отварање на новите пазари, зголемена надпревар помеѓу откупувачите, кој ќе го плати повеќе земјоделското производство, тој да го купи. На тој начин ќе бидат повеќе платени производите со повисоки цени, а парите ќе останат кај граѓаните. Субвенциите ќе бидат 160 милиони евра годишно, но тие ќе стигнат навремено, тогаш кога им требат на земјоделците. И ќе стигнат до вистинските земјоделци, да бидат на вистина сериозна поддршка во земјоделието. Персоналниот данок во земјоделството ќе го укинеме, ќе ја воведеме државната социјална пензија, но и ќе инвестираме во комуналната инфраструктура за да го направиме животот на село барем приближно еднаков во делот на инфраструктурата и она што значи секојдневно живење на граѓаните со животот во градовите во Македонија. Јас сум убеден дека ако ни живеат граѓаните кои што живеат на село, ако имат пари, тогаш не живеат и градовите. Ако земјоделецот има пари, можат да живеат и бутикчиите, и продавачите, и пазарите во Македонија, тогаш и градовите имаат пари. Убеден сум во тоа и знам. Сум работел земјоделие, потекнувам од овој крај, моите корени се од овде, конечно бараме шанса да покажеме дека може да има живот во Македонија.